Случајот за смртта на 8-годишното дете од Скопска Пинтија, кое до смрт беше искасано од куќе, најверојатно ќе биде затворен како несреќен случај. Ваков заклучок може да се донесе од домашните закони кои регулираат оваа материја. Кривична одговорност за собственикот на куќето постојните закони не предвидуваат, децидни се правниците. Такви одредби постојат прекршочни во Законот за заштита и благосостојба на животните, постојат и глоби за, неистакнување на пази куќе знак, недржење на опасна раса, како што е конкретната раса во посебен заграден, дури и да е во двор, треба да биде во посебен така наречен бокс. Од информациите излегува дека сето тоа е исклучитувано, меѓутоа и да не постои кривична одговорност. Митровски додава дека собственикот на куќето е граѓански одговорен за надоместна штета, конкретно за душевна болка поради смрт на блиско лице, но сепак тоа нема да биде утеха за семејството. Во меѓувреме, истражните органи го чекаат обдукцискиот наод, а обвинителот допрва ќе издава наредби да се проверува на кој начин кучињата биле чувани. Обдукцијата е завршена, но обдукцискиот наод се уште не е пристигнат во основното јавно обвинителство Скопје. Надлежниот јавен обвинител издава повеќе наредби со цел да се испита целиот настан. Меѓу нив ќе биде издадена наредба до Агенцијата за храна и ветеринарство да се провери третманот и одгледувањето на кучињата. Но и оваа насока на обвинителството повторно води кон заклучокот дека случајот ќе биде затворен како несреќа, со оглед на тоа што од Агенцијата за храна и ветеринарство веќе соопштија дека дворот во кој биле чувани двете кучиња од расата Бул Мастив бил соодветно заграден, а на влезот има поставено и предупредувачки знак "Пази куча". Реагираа и од Анима Мунди, откако медиумите со часови го очекуваа нивниот став по трагедијата во Пинтија. Бараат итно да се регулира делот за категоризација и забрана на размножување за животни. Единствено што би сакале да се знае дека како Сдружение за заштита на животни без дилема и веднаш би поддржале забрана за увоз, продажба, подарување и размножување, како и чување од малолетни лица на секое животно кое има физички предиспозиции да нанесе тешки телесни повреди или да загрози живот на друго битие. 12-годишното куче кое го нападна момчето е заловено од Чинтерската служба и ќе се проверува дали има беснило.